Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица. И заедно ќе си ги откриеме буквите Х и буквата Ц. Тоа е и цел на нашиот денешен час. Да ги препознаваме буквите Х и Ц, да ги пронаоѓаме во зборови и реченици и да се обидеме правилно да ги пишуваме буквите Х и Ц. Еве пред вас добро познатата азбука, македонска азбука која што брои колку букви? Така е, 31 буква и доколку ги пронајдовте Х и Ц, за вас браво. Дали сте ги забележале малите букви Х и Ц? Дали се исти, слични или различни со нивните големи букви? Еве погледнете ги и забележуваме дека и малата и големата буква и Х и Ц се пишуваат потполно исто. И како и секогаш се пишуваат од оскора надолу. Ке започнеме најпрво со една гатанка која ќе ви ја најави игричката со буквата Ц. Слушај внимателно. Во градина поле двори мирисливо гордо стои. Сонце вода многу сака, во зима си има мака. Што е тоа? Тоа е цвејќе. Ц, цвејќе. Цветната буква Ц ќе се обиде да нацрта цвејќе, црвено, сино или жолто, но вие треба да и помогнете. Но како? Земете ги вашите тетрадки по македонски јазик, едно остро моливче и комплетот со дрвени боички. Може би ќе биде добро да го подготвите и линеарот со форми. Нацртај 3 кругчиња како на сликата пред тебе. Едно црвено, едно жолто и едно сино. Пред тебе ќе видиш слика и незиниот запишан збор под неа или до неа. Доколку буквата Ц е на почетокот на зборот, стави едно венечно ливче кај црвеното кругче. Еве вака. Доколку ја пронајдеш буквата Ц на средината на зборот, стави едно венечно ливче кај жолтото кругче. Еве вака. И за буква Ц на крај на зборот кај синото. Каква ли боја цвет ќе успее да нацрта цветната Ц, а и вие заедно со неа, ќе видиме на крај. Почнуваме. Ова е лажица и запишаниот збор е лажица. Пронајдете ја буквата Ц, запрете го видеото и стави венечно ливче околу, така е, жолтото кругче, бидејќи Ц се наоѓа на средина. Така. Во цуцла, каде е буквата Ц во цуцла? Аха, и на почеток и на средина, значи и црвеното и жолтото кругче добиваат по едно ливче. Продолжуваме самостојно. Јајце, одреди Ц во јајце. Така. Продолжуваме со зборот, сликата и зборот краставица. Пронајди Ц во краставица. Така. Добро, на средина. Ранец. Буквата Ц во ранец е, така е, на крај, ете и синото кругче доби ливче. Цвекло. Во цвекло Ц е на, така е, на почетокот цртај соодветно ливчиња. Црево, значи повторно имаме на почетокот. Лисица. Во лисица буквата Ц на средина. Глушец. Така е. Во синото кругче и за крај цвет. Буква Ц на почеток. Значи цвет со 5 венечни ливчиња е жолтиот, а синиот има само 2 ливчиња. Што кажува тоа? Што забележавме? Тешко е да се пронајдат зборови кои што завршуваат на буквата Ц. Браво! И за цвет на Ц, и за вас браво! Во зборови одлично ја пронаоѓате буквата Ц. Ајде да се обидеме во околината каде што се наоѓаме секојдневно, во соба, на училиште, на улица, во паркот, да ја пронајдеме буквата Ц насекаде на сликите. Еве с 3 слики пред вас, запри го видеото и пронаоѓај нешто некаде што ти личи на буквата Ц. Истовремено пронајдов и јас, а за да го видиш мојот одговор, пушти го видеото повторно. Еве, кај овој жолт зид пронајдов буква Ц, клупата заедно со ногарката формираат буква Ц, на оградата пронајдов Ц и на овие прозорци. Така. Може би вие пронајдовте и други букви Ц и за вас браво. Следуваат следните слики со овие 2 различни кујки. Запри, пронајди Ц и продолжи.
Јас пронедов тука и на прозорците. Така. А сега ќе ја пишуваме буквата Ц на интересен начин. Треба само правилно да ги искомбинираме правите линии на сликата и да се обидеме да напишеме што е можно повеќе букви Ц од нив. Но линиите мора при пишувањето да бидат иста боја и иста положба. Легнатите да бидат легнати, а исправените да ги пишуваме исправени. Значи, колку линии гледаш тука, од тоа зависи колку букви Ц ќе добиеш ти на листот. Еве буквата Ц. Значи, под напишаните цветчиња кои што беа прва задача, почнуваме да пишуваме буква Ц. Еве, јас прво ја употребив црвената исправена линија и сега за да формирам правилна буква Ц треба да најдам исто толкава линија, а за мене тоа е сината. Легнатата ја земав темно црвена и уште една исправена кратка веќе формирав голема буква Ц. Со различни бои. До зеленото ќе го земам виолетовото линијче. И легнатата зелена подолга и жолтата за исправено доле, како мало ногарче. Ми останаа уште 4 линии, дали ќе успеам од овие 4 да формирам буква Ц? Што мислиш? Легната? 2 исправени, да, секако дека од овие 4 линии се формира буква Ц. 3 букви Ц од вкупно 12 разнобојни линии. А сега ќе истражуваме малку и за буквата Х. И повторно почнуваме со гатанка. Ајде, присетете се на еден збор кој што започнува на Х. Може би тоа ќе биде решението на нашата гатанка. Слушај внимателно. Над планини реки летам, во облаци бели шетам. Птица не сум ниту риба, место крила перки имам. Тоа е хеликоптер. Тој лета високо над планините. И сега, како и за буквата Ц, низ предметите од околината ќе ја бараме буквата Х. Каде е скриена на оваа слика буквата Х? Сопри го видеото, пронајди ја, потоа продолжи. Види ги моите резултати, да, јас на оградата пронедов буква Х и горе на хеликоптерот перките што лета високо. Доколку вие пронајдовте повеќе, за вас браво. На оваа слика, овие две палми и овие две формираат со своите стебла буква Х. Но забележете ги нозете на ова момче. Така е. И тие се прекрстени како буква Х. Овој прибор во чинијата е поставен како? Така е, како буква Х. А овие математички знаци, еден од нив ми личи на Х. Тоа е знакот за множење. Продолжуваме со игричка за буквата Х. Повторно земи ја тетратката на која ги црташе цветовите и на другата страна, односно лист, нацртај еден хулахоп, обрач, како на сликата, но може да биде еднобоен. Исто како и претходната игра. Овој пат ја бараш буквата Х. Ако ја откриеш буквата Х на почетокот на зборот, стави кругче од левата страна на обрачот, со слободна рака, еве вака. Ако ја откриеш буквата Х на средина на зборот, стави кругче во обрачот, како на сликата, и ако ја откриеш буква Х на крајот на зборот, стави кругче од десната страна на обрачот, односно хулахопот. Почнуваме. Зборот и сликата. Хулахопки. Пронајди ја буквата Х во хулахопки. Така е. Јас пронедов 2 и 2 кругчиња. Лево и во средина. Хармоника. Во зборот хармоника, буквата Х е каде? Така е, на почетокот. Значи ставаме кругче лево. Покахонтас. Ова е девојката Покахонтас. Значи буква Х на средина. Цртај кругчиња соодветно. Хуго. Ликот цртаниот филм Хуго. Х на почетокот. Каде ли ќе го нацрташ кругчето на зборот хамбургер? На почетокот е Х. А на хеликоптер? Повторно е на почетокот Х. Јас ги добив овие резултати. 5 зборови започнуваа на буквата Х, а 2 буквата Х ја имаа на средина. Но ниту еден ја немаше буквата Х на крајот од зборот. И смисли.，искрено да ви кажам, ми беше тешко да смислам збор што завршува на Х,
и во ауспух буквата Х е на крајот на зборот и крајните резултати се овие на сликата. Следува игра Обој ја табелата. Како? Погледни ја убаво табелата, наша задача е да ја пронајдеме бојата на необоените полиња. Како ќе го направиме тоа? Горе гледаме вкупно 6 полиња со различна боја. Еве, розово, портокалово, светло-зелена, сина, црвена и виолетова. А долу повторно 6 полиња, но необоени. Истите бои од озгора треба да ги употребиме и за обојување на долните полиња. Но која боја каде? Тоа ќе ни го каже зборот запишан во полето. Погледнете дека во секој поле има збор. Поточно, место положбата на буквата Х ќе ни ја одреди каква боја ќе го обоиме полето. Например, во првото розово поле, еве овде како што покажувам, пишува хамбургер. И буквата Х е на почетокот. Па според тоа долу во необојните полиња во овие 6, мораме задолжително да обоиме едно поле каде Х е на почетокот на зборот со розова боја. Другото се би било погрешно. Почнуваме. Хамбургер го заокружуваме, полето е розово, бараме долу нешто што започнува на Х. И тоа е ова поле. Хамбургер со хармоника го обоивме исто. Овде пишува Покахонтас. Полето е со портокалова боја и долу портокалово ќе го обоиме кое поле? Каде што пишува пехар. Покахонтас со пехар. Поминуваме, односно бараме кое поле ќе го обоиме со светло-зелена боја. Хризантема пишува во ова поле. Значи Х на почетокот. Каде ли има зборот долу, необоено поле со Х на почетокот? Јас го пронедов ова. Хор. Синото поле пишува ауспух. Каде ли во долните полиња Х е на крај? Немаме таков збор. И затоа го обојуваме само полето со прашалникот, а ваша задача е по завршување на часот, доколку можете, самостојно или со вашите другарчиња, да пронајдете збор што завршува на буквата Х. Продолжуваме со црвеното поле. Во црвеното поле пишува хула-хоп. Значи, внимавај, две букви Х треба да пронедеш во некој од полињата долу и да го обоиш со црвена боја. Така е. Хула-хоп со хула-хопки. И на крај со виолетова боја, каде што пишува хеликоптер, еве овде заокруженото, Хуго. Хеликоптер и Хуго започнуваат на буквата Х. Ја добивме правилно обоената табела. Браво за тебе доколку и ти мислеше на овој начин. А сега, во овој краток текст, Хризантемите на баба Цвета, треба да го запреш видеото и да ги пронедеш не буквите Х, туку буквата Ц. Хризантемите на баба Цвета. Во градината на баба Цвета цветаат прекрасни хризантеми. Ги има секакви по боја, црвени, жолти, бели. Незината внука Христина секој ден ги полева со вода. Колку убаво мирисаат! Баба Цвета набра цел букет со разнобојни хризантеми. Христина ги однесе во незината соба. Сакаше и собата да ја биде мирисна како цветна градина. Значи, запри го видеото, пронеди ги буквите Ц и изброј колку букви Ц има во текстот, затоа што ти следува задача колку букви Ц си изброил. И колку букви Ц ќе изброиш, толку букви Ц ќе запишеш овде каде што покажува стрелката на листот под шарените букви Ц. Значи, доколку и ти изброја и пронајде 7 букви Ц и запиша на ваков начин 7 букви Ц, за тебе браво. И исто толку букви треба да завртиш на другата страна, да запишеш исто толку букви Х под хулахопот и малите крупчиња. Значи, 7 букви Х, обиди се да напишеш внимателно. И на крај за домашна задача, овој пат најпрво игра, а потоа домашна задача. Играј забавна игра сложувалка. Со твојот мобилен телефон скенирај го кодот и веднаш потоа започни да ја играш сложувалката. Доколку не можеш така, нека ти помогне некој возрасен на компјутерот да ја впише оваа адреса долу, односно ова сино линкче.
као ова што е заокруженото. Верувам ќе ти се допадне ликот на буквата кој се крие во сложувалката. Тоа нека биде твоја идеја како да ги оживееш буквите Х и Ц, затоа што тоа ти е домашната задача. Обиди се на што поинтересен начин да ги оживееш двете денешни букви Х и Ц. Довидување до следното видување.